Македонија останува заробена држава, со институции без интегритет, во која наместо оставки, функционери се унапредуваат или продолжуваат да шефуваат. И третиот извештај за национален интегритет на институциите од Transparency International ја покажува катастрофалната состојба во државата. Според истражувањето, од 2016 до сега нема подобрување. Не се постапува нити по извештајите на Државниот завод за ревизија. Знаете, по такви лоши извештаи треба да паѓаат оставки и функционерите да не се таму, каде што се, откако ќе добијат лош извештај. Не се постапува по извештаите на Државна комисија за спречување на корупција ниту во владата. Колку прашања поставија поврзани со судир на интереси. Тука се пред се ставаат интересите нечии, теснопартиски, лични, над интересите на државата. Таа додава дека највисок интегритет имаат независните институции. На прво место се најде Државниот завод за ревизија, по него се Комисијата за спречување корупција и Народниот правобранител, додека пак на дното се јавното обвинителство и институциите кои треба да го спроведуваат законот. За жал, оние што најмногу треба да покажат капацитет и подготвеност, почнувајќи од интегритетот и подготвеноста во борба против корупцијата, се повторно јавното обвинителство, кое што е едно од најслабо оценетите, односно најслабо оценет столб, и службите за спроведување на законот, и тука се и судовите, кои што исто така покажуваат многу слаби резултати. Претседателката на антикорупцијска во заминување, Билјана Ивановска, чија институција се најде на високото второ место на интегритет во извештајот, решението за борба против корупцијата го гледа во упорност и притисок од секој еден во општеството. Како понатаму, неуморно. Значи мора да се продолжи, мора да се прави притисок и од независните институции кои што со своите препораки или иницијативи, нели, се обраќаат до останатите институции, но и исто така и од вас, нели, медиумите како глас на народот, бидејќи буквално јас вас ве чувствувам веќе како 8 член на Државната комисија за спречување на корупцијата, мораме сите заедно заеднички да правиме притисок и едноставно професионализмот да дојде до израз. Според истражувањето на Transparency International, најмал интегритет во државниот апарат имаат токму оние институции кои се под директно влијание на политиката, односно оние институции со кои раководат исклучиво партиски, а не професионални кадри.